она што следува во продолжение. Еве, си ја гледам нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска на линк. Имаме линковско вклучување, каде што ќе најавиме изложба Ескапизам, меморијата и идентитетот. Иванче, добро ти утро. Добро утро, Ирина, до тебе, добро утро и до сите гледачи. Ние ово утро ве поздравуваме од Мала станица, каде што од понеделникот е отворена изложбата на младата уметница Мила Добревска, која што е насловена Ескапизам, меморијата и идентитетот. Што сочинува ова изложба, ќе да знаеме токму ова утро од уметницата Мила. Мила, пред се честитки за ова изложба, која што чинам дека е четврта поред ваша самостојна, покрај оние изложби кои што ги имавте во Љубљана и во Барселона. Еве, иако не живеете нели во Македонија, сепак доаѓате и творите тука и ја честита македонската публика со една ваква изложба. Благодарам многу за честитките и благодарам за поканата да гостувам денеска. Изложбата тука за мене е посебно драга, поради тоа што е во мојот роден град, кај што сакав да се вратам и тоа посебно голема чест ми прави да биде во оваква институција како Национална галерија. Изложбата, истражувањето на тематиката е меѓу сегашноста и минатото и општо за колективната и индивидуалната меморија, каде што исто се дискутира и за идентитетот македонски. Посебно како човек што живе надвор од државата, во диаспората, мене ми е многу драго да ја разработам оваа тематика. Ескапизам што означува е вид на бегство од реалноста како момент на спас или само полнење батерии пред да се земе нареден чекор понатаму во животот. Сега сите тематики се различни, мешавина од истражување од минатото и од сегашноста, каде што порано видовите на ескапизми и бегства биле по-колективни, каде што сега се по-индивидуални и така точно се поделени. Например, имаме композиција што го означува орото со сите посебни елементи на мозаик, портрети, главчиња, со занесот додаден на движењето и ритмот, што станува една голема форма и единство кога се игра орото, или пак има композиција што се вели, што се вика која сум јас, која би сакала да бидам, со мозаик како главната тематика, човекот, јас, или кој било што го гледа, што може да се пронајде, и самиот занес што го рефлектира, рефлектира истата форма на мозаикот, во таа идеална форма, што која би сакале сите ние да бидеме. Колку дела сочинува изложбата Мила и колку време се подготвуваше, затоа што навистина станува збор за една комплексна изложба? Во изложбата има 15 композиции, во тоа се подразбира дали има едно дело или повеќе во диптих или политиптих или како и да е. Спремањето на изложбата веќе трае година дена, откако добив финансии од Министерство за култура за реализација на оваа изложба. Да, Мила, оваа година исто така се представивте и во Љубљана со ваша самостојна изложба и во Барселона, што представува и во за вас како млад уметник да се представи во овие големи европски градови. За мене е многу голема чест и тоа посебно како што се вели во нашата индустрија emerging artist. Но ми е драго кога ме подржуваат и галерии и индивидуи во моето творештво општо, зашто навистина нема друго нешто што би можела да се замислам како го правам. Ова изложба сочинува 15 композиции, како што споменавте, повеќе дела има нели внатре, но она што е интересно се и имињата, го споменавте Оро, тука имаме нели и македонка и невеста, како доаѓаше да ги крстите вака еве имињата? Баш така како што ви кажав за истражување меѓу минатото и сегашноста, ако по колективни мемории што секој од нас ги има е одењето на свадба или на слава или на кој бил среќен момент кај се врти во Оро и символот само на кругот е представен из целата изложба со сите прекршени форми што се во континуитет. Никоја форма не е правилно геометриска, туку сите се мои некои деформации на животниот тек.
Да посакувам уште многу успеси во иднина како еден млад уметник и понатаму да си продолжите да си творите и да си ги остварувате вашите соништа. Благодарам многу. Да, Иренка, ние ќе ве поздравиме Иве од Мала Станица, каде што ве покануваме сите вие да дојдете и да ја посетите оваа изложба, која што е отворена до 22 декември, односно до недела, така што ќе имате можност на вистина да проследите богатство кое што го има направено и создадено токму младата уметница Мила Добревска. Ивана, ти благодарам за ова линковско вклучување утринава.